Благодарам. Почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Како една од вашите надлежности, добро е што се одваживте да реферирате во собранието, бидејќи досега тоа го гледавме само во бугарското собрание, каде вице-премиерот и министерот за надворешна политика редовно реферираа пред пратениците во бугарското собрание, а за жал ние и како пратеници и како граѓани останавме да бидеме информирани само од медиумите, што сметам дека е голем пропуст и на вас и на владата. И нормално е во изминатиот период да нема доверба, кога немавме целосни информации, кога ни за документи не беа излезени во јавност, а дознававме од бугарската страна, кога слушавме различни изјави во Македонија и во Бугарија, кога слушавме различни изјави меѓу вас во самата влада, кога гледавме многу цврсти ставови од страна на Бугарија, а многу млаки ставови од страна на Македонија, кога имаше тешки навредливи изјави од Каракачанов, дури ја ги сметам и за претензии кон нашата држава, кога велеше дека ќе пушти војска да се дислоцираат, демонтираат спомениците, кога имаше млака реакција од наша страна. И самите велевте во вашите изјави дека ниедна членка на Европската Унија не треба и не може да користи уцени за земји кандидатки за членки за Европска Унија поради билатерални односи и сето тоа е во ред, но видовме дека уцените се користат. Во еден дел од вашиот говор зборевте дека се решавале старите размислувања од минатото и дека се решаваат разликите во историјата. Ја нема да навлезам во историјата, ниту е мој фах и плюс како политичари сметам дека не треба да се мешаме во историјата. Наспроти мислењето на колешките, јас имам мислење дека беше грешка формирањето на историска комисија со самиот договор со Бугарија за добро соседство, за кој што и уште тогаш укажувавме дека делегира многу повеќе права за Бугарија, многу повеќе обврски за Македонија, што се испостави дека е вистина, а не дека беше само во моровските глави во тој период. Во два наврати овдека во собранието иницииравме комисија за надворешна политика за да бидете или вие гостин или вице-премиерот Никола Димитров, зашто не се одважија ни колегите од мнозинството да учествуваат и сметаа дека е тема на која што не треба да се разговара, што ние како опозиција сметавме дека треба да ја отвориме, дури и на меморандумот од Бугарското собрание треба да излеземе со еден вид заклучоци или одговор на меморандумот, кој што би бил дополнителна тежина и пред Европската Унија, а можеби и би бил од помош и на вас како влада. И јас тука како министер можам слободно да ве запрашам дали мислите дека можеби и пратениците од ова национално собрание треба да излеземе со, што сметам дека веќе и е задоцнета, затоа што за жал меморандумот од Бугарија кој што беше еден своевиден диктат влезе во преговарачката рамка на Европската Унија. И на крајот ќе ве повикам, бидејќи ние сме една држава која што бидејќи имаме вето, значи влегол меморандумот во преговарачката рамка, сметам дека сме држава која природно припаѓаме кон европското семејство кое што е основано и почива на почит, на историја, на култура, на идентитет и сето тоа, и дека треба да имате на ум и понатаму во процесите што следат и во преговорите што ќе следат, дека треба да бидеме примени како горди, респектирани членки, дека треба да бидеме со достоинство и да се запазат копенхашките критериуми и по ниедна цена да не дозволите делегитимирање, обесправување, негирање на македонскиот народ. Оваа порака не е само од мене, ова е порака во име на граѓаните што ме гласале и секојдневно што стигаат до мене. Ви благодарам.